Добро вечер во второто издание на Дневникот на Канал Плюс. Проследете ги настаните кои го одбележаа денешниот и изминативе денови. Еве кратка најава за дел од нив. Македонија денес слави 74 години од народното востание, со свечени академии во општините од источниот регион и положување на цвеќе се одбележа овој ден. Дневниот центар за аутизам во Штип под Катанец, Министерството за труд и социјална политика со објаснување за овој случај. Доцни жетвата на оризот во Виничко. Причина се временските услови кои не дозволуваат жнеење на оваа култура. Македонија денес слави 74 години од народното востание. Со свечени академии во општините од источниот регион и положување на цвеќе пред спомен бистите на хероите се одбележа денешниот голем празник за Македонија. Чествувањето на празникот 11 октомври на граѓаните им го честитаат и пратениците во Собранието на Република Македонија Никола Мицевски и Трајче Димков. Празникот на антифашистичкото востание 11 октомври со пригодна програма беше одбележен и во Штип. Вооруженото востание кое започна на денешен ден е од исклучително значење во долготрајната народно-ослободителна борба. Над 800 борци од Штипско ги положија своите животи за слободна Македонија. Борците од Прилеп и Куманово се првите кои ја започна борбата против фашизмот како најтемна идеологија од современата историја. Вооруженото востание е започнато на 11 октомври 1941 година представува исклучително значаен историски чин во долготрајната народно-ослободителна борба на македонскиот народ. Активноста на овој партизански одри е скромна, но представува иницијална каписла за продолжување на борбата. 11 октомври е ден на македонската историја, кој нас не само што е символ на македонската борба за слобода, туку е ден кога е поставен еден од темелите на македонската државност. Сите што го положија животот на олтар на слободата заслужуваат почит и ние треба да се сеќаваме на тие возвишени моменти, затоа што ние сега уживаме во слободата, истакна градоначалникот Захариев. Но и денеска треба да се бориме за Македонија, да се бориме на еден подруг начин, не со пушки во рацете, туку со многу работење, да направиме економски просперитет, да изградиме што повеќе фабрики, да направиме одлична инфраструктура, да направиме здравствени организации, да направиме убави училишта, детски градинки, добра инфраструктура за да народот ни живее навистина убаво и добро. Мислам дека ако ние тоа го направиме, ќе им се одложиме на тие генерации кои навистина загинаа за Република Македонија. Во чест на денешниот празник пред споменикот на револуцијата Истар, градоначалникот на општина Штип, представници од локалната самоуправа, политичките партии, армијата на Република Македонија и Сдружение на граѓани положија свежо цвеќе, а учениците од основните училишта пред присутните ги читаа своите литературни творби посветени на 11 октомври. Исто така и во општина Делчево со положување на свежо цвеќе пред бистата на паднатите борци во центарот на градот го одбележаа 11 октомври. Денес сме собрани овде пред споменикот на паднатите борци во чест на одбележување на 11 октомври, ден на востанието на македонскиот народ. Деновиве на социјалните мрежи и на дел од медиумите во државата се шири информација дека новоотворениот дневен центар за аутизам во Штип е ставен под катанец. Од Министерството за труд и социјална политика до нашата редакција испратија објаснување за ова. Пред околу 2 недели во Штип се отвори центар за деца со аутизам. Деновиве дел од родителите на аутистични деца од Штип се пожалија дека вратата на центарот е под клуч. Иако нивната мака за момент стивнала, тие велат дека повторно се соочуваат со истиот проблем кој го имаат со години. Тие бараат објаснување зошто и поради што центарот не работи. Од Министерството за труд и социјална политика до редакцијата на Канал Плюс телевизија испратија објаснување за овој случај.
Не е точно дека центарот е под катанец. Се работи за предимензионирана дезинформација. Контактирани се сите родители кои имаат деца со аутизам, при што објаснета им е постапката за згрижување на децата и потребна документација. Во тек е прибирање и достава на истата до Центарот за социјални работи во Штип. Во тек е изјаснувањето на родителите како сакаат децата да им бидат згрижени во однос на времето на престој. Работата на дневниот центар успешно се организира. Овој дневен центар ќе представува одлична поддршка на родителите на децата со аутизам, ќе работи на градење и развивање на способностите кои што ги имаат децата со аутизам, ќе работи на стручна подготовка на овие деца, ќе вработи соодветен дефектолог, логопед, социјален работник и психолог. Понатаму ќе реализираме и низа на обуки и достручување на кадрот што работи во овој центар, се вели во реакцијата на Министерството. Центарот за аутизам во Штип ќе згрижува 20 на деца со аутизам од Штип и Карбинци. Во моментот се работи на 3 автопати во должина од 155 километри, а за околу 2 месеци започнува изградба на нови 6 регионални патни правци, најави Владо Мисајловски, министер за транспорт и врски. Продолжува изградбата и доградбата на патниот сообраќај во државата. Моментално се работи на 3 патни правци, меѓу кои и патниот правец Штип-Миладиновци во должина од 47 километри. Новата автопатска делница Миладиновци-Штип е вредна 206 милиони евра. Никогаш досега во Република Македонија се гради на инфраструктурната сфера. Моментално градиме 3 автопатишта, односно автопати паралелно. Се работи за патиштата од Гостива од Кичево до Охрид, едниот автопат, Евгелија Смоквица, кој го работиме, Демиркапија Смоквица, исто така Миладиновци Штип, кој очекувам дека во наредните 2 до 3 години комплетно ќе ги завршиме. Се работи за преку 155 км нова инфраструктура, преку 800 милиони евра инвестиции, кои финансиската рамка ја имаме обезбеден. Мисајловски најави дека во наредните 2 месеци ќе отпочнат со градба нови 6 регионални патни правци со вкупна должина од 73 километри, инвестиција вредна 10 милиони евра. Почнуваме со нови 6 патишта, односно регионални патни правци, со вкупна должина од 73 километри, инвестиција од 10 милиони евра. Се работи за Клепач Новаци, во должина од 19,3 км, вредност 1,15 милиони евра. Очекуваме дека за 2 месеци сигурно ќе го почнеме. Бошков мост Дебар, должина од 8 км, инвестиција од 4,2 милиони евра, ќе отпочнеме исто за 2 месеци. Делчево Говак, 11,5 км, вредност од 1,1 милиони евра. Мелнички мост Центар Жупа, во должина од 8 км, проценета вредност 1 милион евра. Важна Нериопотово Црнилиште, должина од 17 км, проценета вредност од 1,6 милиони евра. Кривогаштани Обршани Воѓани, должина од 9,5 км, проценета вредност од 850.000 евра. За овие патишта веќе има подпишано договор и во најскоро време ќе се започне со градба на истите. Со изградбата на овие патни правци ќе се улесни транспортот, а со самото тоа ќе се подобри локалниот економски развој. Продолжуваме со настаните од изминатава недела. Во посета на општина Кочани беше министерот Диме Спасов. На новинарско прашање за проектот Македонија вработува истакна дека досега преку овој проект се вработени над 7.000 граѓани на ниво на Република Македонија. Само во Кочани се вработиле над 400 лица. На новинарско прашање како се реализира акцијата на владата преку проектот Македонија вработува, министерот Диме Спасов пред новинарите истакна дека вработувањето по овој основ ја надмина бројката од 7.000 вработени на ниво на Република Македонија. Проектот Македонија вработува ја надмина бројката од 7.000 вработувања на ниво на Република Македонија. Во општина Кочани овој проект исто така дава резултати, функционира и помага во отворање на нови работни места. Над 439 вработувања се отворени само во општина Кочани за овие околу 5 месеци, што е голема бројка на ново отворени работни места преку овој проект. Тоа е практично една фабрика поголема која што во споредба може да се каже, која што помага во намалување на невработеноста во општина Кочани, во создавање на нови работни места. Очекувам во Кочани да продолжи да се зголемува бројот
на отворени работни места преку проектот Македонија вработува, меѓутоа и преку развој на индустриските капацитети, и секако проектот Македонија вработува да продолжи да дава резултати и да влие на намалување на невработеноста и изголемување на бројот на нови работни места во нашата држава. Во општина Кочани преку овој проект во изминатите 5 месеци 439 лица се вработени во странските компании Амфенол и Антура, како и во неколку мали приватни компании кои ја прифатија оваа акција на владата за намалување на невработеноста. Река Брегалница во Штип течеше обоена во црвено. Една недела подоцна се уште нема одговор за тоа кој е виновен за последната од многуте хаварии на најголемата река на истокот. Еден ден пред одбележувањето на Светскиот ден на здравата вода, поточно вчера во попладневните часови, низ река Брегалница течеше црвена вода. Зачуденоста, но пред се револтот на граѓаните не може да се мери со ништо, иако предпоставуваат она што ги интересира е кој е за црвени Брегалница и да се открие сторителот. Риболовците кои рекреативно се занимаваат со овој спорт велат дека не било првпат водата која тече низ Брегалница да ја промени бојата. Тоа се случувало во изминатите неколку дена. По течението, низводно од овдека, значи од правец негде на памучна индустрија текстилен комбинат Македонка бивши, од озгора идеше црвена вода. Претходно течеше, али некако темна вода, како на тегет, како на црно, а ово е прв пат да биде црвена и беше драстично премногу црвена, имаше некаков мал како мирис непријатен. Беше црвена како крв. Секој ден пушат, а напоручок тоа од кај 12 ден саато, тоа загадуваат водата со црвена, жолта, што ти знам, кафена и уопште не се ни лови риба. Се една сабајле бистра. Инаку овие пушат изгледа од Македонка ли, кај има, не знам дека е. Тоа е боја ли, шо ли пушат и ја загадуваат реката. Овие делишта, цела недела тоа така испушат, онакво, боја, мислам, шо за боја ли, шо ли, од шо ли, не знам, углавно од конфекција некоја за фармерки, за шо ги боат, шо не дуат, и тоа пушат по реката. А нема ли колектор, нема ли такво, него право водата, мислам, и ја загадуваат реката. Брегалница е загадена. За жал во Штип денешниот светски ден на здравата вода се одбележува со висока концентрација на хемикалии во река Брегалница. Државниот еколошки инспектор Владимир Черкезов за Канал Плюс изјави дека се земени мостри од црвените води на Брегалница кои се забележуваат во незиниот тек од индустријската зона па до излезот од градот. Мострите се испитуваат во референтна лабораторија во Скопје, а резултати се очекуваат за 7 до 10 дена. Во лоцирање на виновникот за оваа последна во низата хаварија на водите на Брегалница, од денес активно се вклучи општинскиот еколошки инспектор Сенка Андреева. Од двата инспектората не даде официјална изјава, но затоа граѓаните имаат своји коментари. Има нешто, без нешто не. Некоја фабрика нешто, ако е со бој, такви работи, ако работат со бој, може би од тоа. Она што всушност ги засега е и тоа дали вчерашната црвена вода во Брегалница на било каков начин истекувало од колекторот на јавното претпријатие Исар кој се наоѓа во населбата населје и дали ќе влијае на квалитетот на водата што ја пиеме. Најодговорно можам да тврдам дека колекторот не е причина за загадувањето на река Брегалница. Денес е 6 октомври, ден на здравата вода, и ние на граѓаните на град Штип можеме да ја порачаме дека пијат здрава вода, бактериолошки, хемиски и физички исправна. Како и да е, наскоро ќе се знае точно кој е сторителот и од каде потече смрдливата црвена вода. Потоа се очекува да се преземат мерки за соодветно да биде казнет, бидејќи освен грдата слика која се добива со гледање на црвената боја, риболовците велат дека риба во Брегалница повеќе нема. Воопште не се ни лове, тоа е рибата упропастува. Нема риба. Рибата е за црвено, недена е. Химикали пушат. Брегалница е загадена. Октомври е месец посветен на борба против ракот на глобално ниво. За една година оваа болест на истокот однесе 170 животи. Најмладата пациентка со рак на дојка во Македонија има само 17 години. Во Малешевијата е регистриран рак на дојка на 22 годишна девојка. Жените од Виница се вклучија во розевата прошетка за борба против ракот на дојка, болест која на истокот е во подем.
Годишно има 700 нови пациенти со рак на дојка во Македонија, според последните податоци за една година починале 170 жени на истокот. Во источниот плански регион најпогодени се жените на возраст од над 45 години, но границата оди надолу. Најмладата пациентка во Македонија има само 17 години, а во Малешевијата е регистриран рак на дојка на 22 годишна девојка. Во таа насока и силната подршка на жените од Виница кои масовно се вклучија во розовата прошетка на Сдруженијето за борба против рак на дојката Борка. Еве по 7 пат Виница, благодарение на соработката со Борка и локалните самоуправи низ цела Македонија, дава подршка на розовата прошетка. И ние сме дел денес и безрезервно сме среќни што сме дел од ова прошетка за борба против рак на дојка, односно за подигање на свеста кај жените. Задоволни и среќни сме, навистина беше прекрасен ден, розов ден и честитам на жените и благодарам на жените од Виница и поддршката што ја даваат безрезервно секоја година. Значи може да се пофалиме дека оваа година не само по крводарителство, него и приматот го зема по продавање на розови производи. Ако се подигне свеста кај населението за навремено превенирање на болеста, пресметките се дека до 2025 година можат да се спасат 1,5 милиони луѓе во светот. Активистките и потржувачите на Борка ги користат сите можни алатки за да алармираат за навремена превенција, но и да ги храбрат жените кои веќе се зафатени од канџите на оваа болест. За да зборуваш за ракот, потребна е огромна храброст. Особено кога ќе изгубиш многу драги луѓе од истиот тој непријател што ни ги кине како парчиња од душата кога ни ги зема нашите драги луѓе. Храброст. Знаете што е храброст? Знаете за оној глас, оној тивок глас кој го слушате навечер кога ќе се легнеме сите ние на крајот од денот и кој ни кажува: ќе се обидам утре повторно. Утре е нов ден. Морам да бидам силна. Да, мораме да бидеме силни затоа што никогаш не знаеме колку сме силни, се додека да бидеме силни е единствениот избор кој што го имаме. Силни. Свртете се наоколу. Вака изгледа храброста и силата. Заедничкото име на сите овие жени денеска е храброст. Некои ја победиле болеста, некои од нив се уште се борат против неа, ама дојдоа тука да ни покажат на сите дека не сме сами во оваа борба. И тие се најхрабри и најсилни на цел свет. Розовата прошетка за жените од Виница беше организирана со поддршка од локалната самоуправа. Објавувањето лични податоци и фотографии на социјалните мрежи е ризик кој секој треба да го знае. Не се ретки случаите на злоупотреба на личните податоци објавени на Facebook. Дирекцијата за заштита на личните податоци одржа обука во Делчево. Социјалните мрежи, а најмногу Facebook и понатаму се местата каде што најмногу се злоупотребуваат личните податоци и тоа најзастапено е кај младите лица. Ова беше констатирано на обуката која во Делчево ја спроведе Дирекцијата за заштита на личните податоци. Целна група беше невладиниот сектор, поточно младинските општински центри, а главна цел нивно повразување и едукација за работата на дирекцијата, надлежностите и се она што го опфаќа Законот за заштита на личните податоци. Дефинитивно тоа се социјалните мрежи. Facebook, Twitter, Instagram, како така попознати кај нас, меѓутоа дефинитивно Facebook е една од главните мрежи каде што најмногу се злоупотребуваат личните податоци и најмногу преставки до дирекцијата има дојдено баш за оваа мрежа. Апелот од дирекцијата кон младите беше внимателност при објавувањето на своите лични податоци на социјалните мрежи, а тука спаѓаат и фотографиите. Дефинитивно внимавајте како ги заштитувате своите лични податоци, пред се што поставувате на Facebook. Еднаш објавено на Facebook останува достапно за секогаш, без разлика дали вие ќе го избришете во еден момент, меѓутоа тоа останува во базата. Внимавајте, значи, кои се ставате за пријатели да ви бидат, затоа што не ви се сите пријатели. Вакви работилници на тема заштита на личните податоци од страна на дирекцијата се планирани да се спроведат уште во 12 града низ државата.
Досни жетвата на орисот во Виничко. Причина се временските услови кои не дозволуваат жнеење на оваа култура, која во Виничко ја има на околу 180 хектари. Оризопроизводителите се надеваат дека досната жетва нема да го намали родот и квалитетот на оризот. Комбајните се тука, но за жетвата на оризот ќе го чекаат сонцето. Без топлината и светлината берикет не може да се очекува, велат искусните. Тодор Голубов од Блатец со срп ги ожнеја првите неколку корени да го запази временскиот рок за старт на овие активности. Жетвата во Виница доцни, приносите до овој момент се повеќе од очекуваното. Единствено дождот може да ги скрати, вели Голубов. Оваа година поради неповолните услови, жетвата малце ќе ни биде покасно започната и дури овие неповолни услови ќе влијаат и на квалитето. Ако биде многу влажна годината, не може добро да созрее ориз. До сега е квалитетот добар, но ако продолжи вака времето, нема да биде добро. Западналиот, што е паднаната маса на ориз, не е поволно тоа. Едно 10 дена ќе доцни жетвата. 800 тони е очекуваното производство од реколтата 2015 од 180 хектари засејани со ориз на територијата на општина Виница. Во текот на 2015 година на територија на општина Виница, вклучително и Блатец, засејани се оризови површини на површина од 180 хектари, од кои 50 хектари засејани во Блатец и 130 хектари Виница со градот со пониските села, низинските села, се вкупно 180 хектари. Некаде од овие 180 хектари, имајќи ги во предвид комплетно целосно условите, климатските услови, почвените услови со кои располагаме како Виница, од друга страна и наводнувањето кое оваа година можеме да се похвалиме дека беше на задоволително ниво, очекуваме приноси од околу 4500 килограми по хектар, или вкупно околу 800 тони. На територијата на Виничко, турските сорти ориз се уште се минимални, иако во соседството веќе ги надминаа традиционалните, а за откупните цени оптимизам влева и новата турска инвестиција во жито ориз. Жито ориз, за кој има информација дека дел се продадени на турски партнер кој инсталира во моментот нова технологија за преработка на оризовата арпа, пред себе делот на оно што значи селекција на зрното, така да очекуваме дека и тој, заедно со партнерот од наша страна, дека ќе врши откуп и преработка на оризовата арпа. По цена се надеваме дека ќе биде на задоволително ниво, што ќе биде од обостранен интерес како на оризопроизводителите, така и на откупувачите. Иако не е основна дејност, сепак оризот се уште е на врвот на приоритетните култури за многу земјоделци во Виничко и најпрофитабилна после градинарството, овоштарството и сточарството. Кога се во прашање повеќе хектари, а не декари, кои квалитетно и навремено се обработуваат, профитот не сме да изостане. Две палестински деца од 11 и 13 години денес убиени кога израелските војници отворија оган за време на демонстрации долж границата со појасот Газа. Израелската армија соопшти дека ги проверува информациите за убиството на двете деца во близина на Кан Јунис. Десетици палестинци демонстрираа на границата и палеа гуми и фрла камења врз израелските војници. 9 палестинци се убиени во појасот Газа од вчера попладне, кога немирите од источен Ерусалим, од западен брег и ширум Израел се проширија и на тоа подрачје. Во двојниот самоубиствен напад во Анкара загинаа најмалку 95 луѓе, соопшти синоќа турскиот премиер Ахмет Давитоглу. Тој наведе дека тоа е напад со најголем број жртви во историјата на Турција, при што се повредени 246 луѓе, од кои 48 се во критична состојба. Во меѓувреме во Истанбул околу 10.000 луѓе протестираа против инцидентот во Анкара. Демонстранти од различни политички групи и невладини организации се собраа во центарот на Берлин во знак на протест против трговскиот договор помеѓу САД и Европската унија, за кој критичарите тврдат дека е во корист на големите корпорации на сметка на просечните европејци. Организаторите на протестите се трговски унии, еколошки групи, хуманитарни организации и опозицијски партии, а протестната поврка се движеше од главната железничка станица во Берлин до националниот парламент. Според организаторите на демонстрациите присуствувале околу 250.000 луѓе, додека берлинската полиција објави дека бројката била помала од првичните очекувања за околу 150.000.
Во чест на 11 октомври 6 година поред во Делчево се одржа турнир во пинг-понг во организација на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. 20 на учесници од Делчево и соседните општини учествуваа на турнирот, а се бореа за првите 3 места, за кои организаторот обезбеди скромни награди и пехари. Унијата на млади сили и оваа година го организира традиционалниот турнир во пинг-понг, кој веќе 6 година поред се одржува во организација на УМС. Оваа година има околу 20 на учесници од нашиот град и околните градови. Се надеваме дека ќе продолжи оваа традиција и понатаму и дека овој турнир ќе се одржува и наредните години и ќе остане традиција на овој град. На традиционалниот пинг-понг турнир во Делчево присуствуваше и председателот на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Владимир Неловски, кој даде поддршка на инфраструктурните проекти кои што се реализираат со цел унапредување на спортот кај младите лица. Денеска традиционално одлучивме да го направиме турнирот во пинг-понг, кој што веќе повеќе години се одржува тука во Делчево по повод големиот празник 11 октомври. Инаку овој турнир се случува во сала која што е изградена од ВМРО ДПМН и во која што младите секојдневно спортуваат. Инаку во Делчево како влада и како општина имаме инвестирано во 2 спортски сали во кои што младите можат да спортуваат. Воедно е направено едно повеќе наменско игралиште и воедно се чека отварање на тениските игралишта во Делчево кои што се во завршна фаза. Со тоа на еден начин продолжуваме понатаму да инвестираме во инфраструктурата, се со цел младите луѓе да можат да спортуваат, бидејќи спортот е важен дел од животот на секој млад човек, поради фактот што живееме во општество каде што голем дел од младите се повеќе часови во денот на компјутери, ние одлучуваме со вакви активности да ги поттикнеме да спортуваат, а се разбира, овие активности се овозможени преку вложувањето во инфраструктурата во цела Македонија, не е тоа само во Делчево, туку во цела Република Македонија. Како влада правиме напори да им овозможиме на сите оние млади луѓе кои што сакаат да спортуваат, да може да го направат тоа без разлика каде живеат. Еден од учесниците кој беше дел од турнирот беше адвокатот Никола Арсов, инаку делчевчанец, а работи и живее во Скопје, кој ја поздрави оваа идеја на младите од Делчево во насока на подигнување на спортскиот дух во Делчево. Да, прв пат учествувам, не се бавам професионално, меѓутоа играм одам на пинг-понг. Лани освоив прво место на игрите на адвокатските игри во Охрид, имам пехар, и сега случајно дојдов на викенд овде. Случајно дознав, па да си ги измериме силите со моите сограѓани. Па добро, една победа веќе имам, се надевам дека ќе има и повеќе. Турнирот се спроведе во 2 старосни категории со по 10 учесници, а освен наградите и пехарите за најдобрите тројца, сите останати учесници од организаторот добија благодарници. Овде е крајот на дневникот, останете со програмата на Канал Плюс телевизија. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.